верувам дека односот помеѓу компанијата и вработениот сега е многу повеќе однос, договорен однос. Преговарачката моќ на вработените, посебно во овој денешен пазар на труд, е многу различна во однос на тоа што била особено во Македонија пред 20 години. Што е потешко денес, да се најде работа или да се најде добар работник? Многу е важно лојалноста да се гледа од двете страни. Значи, многу често зборуваме за лојалност на вработените, меѓутоа лојалност мора да оди и од компанијата кон вработените. Значи, во лоши времиња за компаниите очекуваме лојалност од вработените, значи во добри времиња за компаниите и компанијата треба да биде лојална кон тие вработени. Сите да ги ограничиме на 60 и колите да ги ограничиме на 60, пак ќе има добар возач и лош возач. Дали си ти лидерот кој би го следел? Според мене, лидер секогаш треба да никогаш не треба да биде удобен. Никогаш не треба да му биде удобен. Комфорт. Добре дојдовте во Leadershift. Моето име е Христина Белковска и јас целиот мој живот го посветив на градење на релации со луѓе кои што размислуваат оптимистично, се ентузијасти во својата работа, се ентузијасти во својот живот. Така некако се споивме со Илијанчо Гаговски, кој што е еден докажан менаџер во IT индустријата. Заедно соработуваме во проекти за организацијски развој, трансформација на компании, во развој на лидерски структури и се познаваме навистина луѓе кои што имаат што да кажат. Многу често имаме дебати, многу често отвараме прашања кои што сметаме дека е убаво и целата јавност да ги слушне, затоа што имаме интересни соговорници, интересни приказни животни, интересни лидерски приказни и така доаѓам денес до тоа дека го убедивме на некој начин нашиот денешен гостин да тие наши дебати ги пренесеме во нашиот подкаст. Затоа што нашиот денешен гостин Војдан Јорданов за нас представува еден нов профил на лидер, модерен лидер, кој што со себе носи еден нов вредносен систем, едни отворени погледи на светот со меѓународно искуство и образование. И тој е еден од двајцата извршни директори на Триглав осигурување. Има всушност и лидерска позиција каде што сите своји практично и ставови лидерски и принципи и секојдневно ги покажува. Благодарам Христина на најавата. Благодарам и на поканата, Христина Илијанчо, и на честа. Драго ми е да се приклучам на еден ваков подкаст и да споделам своји мислења и ставови. Ти благодарам. Од тука и би почнала. Што е тоа всушност што се менува со текот на времето и како се менува односот на работодавачот или на лидерството на компанијата со вработените? Кои се тие модерни лидерски принципи, например, од каде што би почнале за да го ставиме тонот на нашата дискусија? Како прашање, дали постои модерно лидерство, по мене лидерството континуирано се менува. Меѓутоа, постојат основни принципи и основни постулати кои што не се менуваат со години и години. Почнувајќи од дефиницијата што е лидер и како водиме, нели човек кој што личност која што влече следбеници зад себе за одредена цел. До тоа како се водат тие луѓе, верувам дека многу од принципите и постулатите се граделе во континуитет со стотици и илјадници години. Меѓутоа, исто така, верувам дека и покрај тој многу долг континуитет, светот се забрзува во последно време. Тоа значи многу поголем пристап до информации, многу поголем пристап до совет, многу поголеми групи на поддршка, многу побрзи групи на поддршка за секој едноставно за секој профил, за секој индивидуалец, за секоја личност. И тоа значи и промена на силите, ајде да кажеме, во односот помеѓу компаниите и пазарот на труд. Ајде да го поставиме така. Ова е важна точка и мислам дека мора да се нагласи дека еден од главните драйвери на овие промени е технологијата во суштина. И практично тој технолошки развој и особено во делот на индустријата на knowledge workeri комплетно менува динамиката помеѓу работодавач и вработен. И меѓу другото затоа ги барат тие лидерски промени. Претпоставам дека тоа веќе си го доживел, не? Да. Баш така. Доживеано, нели, искусено и заради тоа и можам да го споделам како мислење.
односот помеѓу вработените и работодавачите не се повеќе тоа што биле пред, па дури и пред 10 години. Да, Значи, да. а тек пред 20, 30, 50 и понатаму. Верувам дека односот помеѓу компанијата и вработениот сега е многу повеќе однос, договорен однос. Не е веќе јас тебе ти давам работа и работно место и те хранам, условно кажано. Туку е многу повеќе взаемна корист, компанијата добива нешто од вработениот, вработениот добива нешто од компанијата. И верувам дека преговарачката моќ на вработените, посебно во овој денешен пазар на труд, е многу различна во однос на тоа што била особено во Македонија пред 20 години. Тука баш би споменала дека ние порано практично, јас имам долгогодишно 25 години плюс работно искуство и на времето кога ние се вработувавме, ние не гледавме договори за вработување. Или да однеси ги М1, М2 образците, дека се заверат во кадрово и така натака, но сега еве и моите деца кога еве керката сега се вработуваше, значи 100 пати го прегледува за почетна позиција договорот, што и нуди работната позиција и размислува за секоја точка поединечна. Значи дефинитивно свесноста и кај помладите е подигната, а камоли пак кај менаџерските структури, каде што нели оние менаџерски договори не се само по закон за работни односи, него и по закон за трговски друштва, па се надградени со интерни политики и така на некој начин, значи тоа баш концентрацијата, да не речам концентрација, него распределбата на моќ сега е малце така поизедначена, така на тој тука начин. имаш два елементи на тоа. Прво, ситуација во која од пазарите има одлив на работна сила и тоа создава, нели, мањак на работна сила, создава друга позиција. А второ е самата индустрија, индустри специфик. Значи ти денес ако некој работи во рудник, може да му наложиш ти денес треба да ископаш 15 тона, така и ако не ископа 15 тона, не ископал. Значи тука нема, значи цифра е, не? И ако 3 пати не ископа, може да го поздравиш. А меѓутоа ако имаш ти вработени од кои бараш иновативност, му викаш камо иновативност, тој вика па ете денес не ми текнува, разбираш? Значи тоа е таа друга динамика, не? Верувам дека за се може да се постават одредени нели KPIs или OKRs, сега има нели Objectives and Key Results кои што се различни од KPIs. Меѓутоа во суштина се работи за едно исто, тоа е мерливост на некои резултати на вработениот. Да се навратам малку на претходното, мислам дека критериумите за работење на компаниите и за односите кон вработените се менуваат многу брзо. Едно под притисок на времето, едноставно се менува начинот на работа, меѓутоа и под притисок на информациите. Живееме во поглобализиран свет, независно што се случува денеска, можеби некои ограничувања во таа глобализација, но информациите постојат. И критериумите за некој да го одбере триглав како работодавач се скоро исти, ајде малку географијата игра улога, меѓутоа се скоро исти како да го бира Google како работодавач, заради тоа што постои можност за работа на далечина или remote work. Да. Не е комплетно избалансирано поле, значи Google не е на пазарот на труд во Македонија и да бара работници, меѓутоа ми разбирате поентата. Што е потешко денес, да се најде работа или да се најде добар работник? Добра работа. Така, баш. И добар работник. Точно. Сите тие услови, критериуми, работни односи за кои што зборуваме, барем според мене, треба да се на основа на една основна премиса, дека ние се договараме за да сработиме нешто. Дали е тоа рудник, дали е иновативност, дали сакаме да постигнеме, мора да постигнеме некаква цел. Не правиме договор, нели, само заради работен однос или само заради правење на договор. Таа динамика се знаеш услови промена во она нешто што порано многу се истакнуваше као лојалност, знаеш, лојален работен. И од нешто што порано изгледаше као наоѓам работа и следна станица пензија, што беше нели пред 30-40 години, денес па е сосема во друг екстрем отидено тоа, да не знам, ти дојде CV на човек што на 5 месеци менува работа, знаеш, и сега тука некако тој еквилибриум некако мора да се создаде, зашто и ова првото е веројатно, неверојатно, сигурно претерано, ама па и ова второ исто така не му дава па сигурност на работодавачот дека стварно тој договор ќе може да се постигне. Како ти гледаш на тоа? Да,
Па сега, историјата е секогаш доказ, нели, како некој не е дефинитивно предвидување или форкаст како некој ќе се однесува и понатаму, меѓутоа дава поприлично добра индикација. Лично љубопитноста, мојата љубопитност, нема да ми даде тек така да погледнам CV на некој кој што менувал на 5-6 месеци и да кажам апропо, менувал на 5-6 месеци, чао, пријатно. Туку би прашал, може би има добра причина за која што јас не знам. И јас може би ќе научам некоја добра причина зашто некој би менувал. Ова е политички коректно. Но, доколку генерализираме, мислам дека менувањето е добро, лојалноста е исто ценета, меѓутоа важно е луѓето да имаат широки видици. Важно е луѓето да гледаат различни концепти на работа. Јас лично имам сменето индустрија и мислам дека и другите луѓе, дека секој човек треба и да ја смени индустријата во која што работи. Заради тоа што принципите на работа во одредена индустрија може да се прелеат и во друга индустрија. Меѓутоа во одреден момент, заради одредени околини во таа друга индустрија, да не се случило тоа. Така да верувам дека треба да има флуктуација помеѓу индустриите, помеѓу компаниите со кои што ќе имаме размена на знаење на ниво на општество или економија. Да речеме дека и лојалноста, ако ја гледаме како подолго време да се задржиш на некое место, всушност се поврзува и со тоа да ти кога си одиш од некаде, од некоја компанија, да на некој начин не оставиш дупка позади себе. Значи, да има еден период на предавање на знаењето, на уврските со другите. И сега го земе од тука дека може би за мене млада личност на самиот почеток со голема флуктуација на краток рок може да е поприфатливо, ама веќе во подоцнежни, да речам, на поодговорни работни позиции менаџерски, ако е прекратко времето, ти не можеш еден циклус годишен да го завршиш, а тој ти е само нели првата година пилотирање, онбординг, што го викаме, за да навлезеш да ја разбереш индустријата и сето тоа. На повисоките работни позиции апсолутно мислам дека дава и негативни аспекти на таква една, можеби, не знам дали нелојалност или неодговорност, како и да е. Нешто веројатно измеѓу, ама ајде и другата крајност да ја провериме. Што ако ти дојде на некој на интервју, 20 и кусур години не променил работа и сега сака да дојде кај вас? Како тука гледаш на тоа CV? Шуќур, одлично, што некој се одлучил да излезе од комфорт зона. Никогаш не е доцна. Бидејќи можеби после 5 години мислел дека е доцна, па после 10 години мислел дека е доцна. Тоа такво CV заслужува многу повеќе внимание од ова првото. Точно. Се согласувам. Верувам 20 години е големо искуство. Нормално би ме интересирало зошто баш сега, што беше пресвртницата во овој момент. Заради тоа што може да се соочуваме со личност која што ќе доживее шок после 20 години на едно место, па мојата компанија ќе биде the rebound company, меѓутоа конечно доколку некој се одлучил да излезе од својата комфорт зона, тоа се разбира должно за почит и вреди да се разговара. Со 20 години искуство може да се преземе многу искуство од другата компанија од која што доаѓа, сега постојат многу различни опции, нели? Од каде ли доаѓа тоа искуство, но може и многу компанијата да добие доколку така да мислам дека е тоа доста атрактивен пропозал за некој што има 20 години искуство. Значи дефинитивно ти застапуваш индивидуален пристап, секој посебно си заслужува свое посебно внимание и приказната позади динамиката, да речеме, на промена на работно место или не. Може ли малку да ми кажеш што, да речеме, на овие динамики на пазарот на трудот, кои се тие некои лидерски принципи или во кој правец треба да се развива лидерството за да се привлечат и задржуваат вработени во ново време? Веќе спомнавме лојалност во претходното прашање. Мислам дека како вредност многу е важно лојалноста да се гледа од двете страни. Значи, многу често зборуваме за лојалност на вработените, меѓутоа лојалност мора да оди и од компанијата кон вработените. Значи, во лоши времења за компаниите очекуваме лојалност од вработените, значи во добри времења за компаниите и компанијата треба да биде лојална кон тие вработени и да ги награди заради тоа што е позитивен период, ајде да кажем. Но постојат многу, нели, како луѓе сме комплексни,
суштество. Постојат најразлични работи кои што ќе не привлечат, кои што ќе не оттргнат од одредена околина или компанија. Мислам дека прва и основна е по мене отвореноста, транспарентноста и искреноста. Тие три може заедно да ги спакувам, може би има некој поим кој што ги спојува. И таа искреност и директен однос со луѓето, верувам дека може да донесат до најдобри резултати и до поголема лојалност, ајде да кажеме. Меѓутоа, со таа искреност, отвореност и транспарентност се отвараме на ризика, ајде да кажеме, дека едноставно во момент кога ќе ја снема или во момент кога веќе нема да имаме заеднички интерес, ќе се случи флуктуација. Што според мене е природна работа. И компаниите се сплет на човечки односи. Во одреден момент, одреден човечки однос може да се прекине за да се или да се промени. Овие работи што ја кажам многу е важно да бидат поставени во некој систем и да бидат предвидливи за да човекот знае како направам ова, тоа следува и така натаму, не? Так. Иначе флуктуација нормално дека ќе има, значи во секоја поголема компанија имаш секој менаџер, тоа знаеш веројатно сигурно, имаш цели буквално зададени нумерички, колку треба да биде good attrition и bad attrition го викаат тоа енглезиве. Значи good attrition е луѓе кои треба да си одат. А bad attrition е луѓе што требало да сме ги задржиме, што требало да ги задржиме, а си отишле и те мерат и по тоа. Дали таков некој има случај. Така да таа лојалност и системски се може и треба да се наметне кон менаџерите на компанијата. Мислам, таков тип на лојалност. Да, се согласувам. Дека може да се стигне до точни бројки, мислам дека не може. Што е здрава, што е нездрава флуктуација, колку треба да се очекува. Но дефинитивно мислам дека треба позитивно да се гледа на тоа, бидејќи промената во тимот, промената во структурата на вработените на компанијата не значи само лошо, значи и добро. Не значи дека некој бил лош вработен. Туку во тој момент можеби веќе немал што да придонесе кон компанијата. Не бил на тоа место на кое треба да биде, може да му е местото. Точно. И на тоа место ќе дојде некој кој што ќе има повеќе амбиции и кој што ќе има повеќе енергија за истата позиција, за истите услови, за истото работно место. Така да, се согласувам дека тоа треба да е прифатено во некои компании, во некои корпорации е дури пропишано, нели колку треба да е минимум. Во нашиот случај во отворено ќе кажам немаме пропишан минимум, меѓутоа има очекувања. Има очекувања за тоа и е природен филтер на структурата на вработените во компанијата и освежување на знаењата и на енергијата во компанијата. Секој нов човек си носи нешто со себе кое што ќе ја промени малку компанијата и верувам дека тоа е добро. Потребата од транспарентност и објективност налага на големите компании и корпорации да постават системи за управување со луѓето, односно во секој допир кој што го има вработениот со компанијата да се знае кое е правилното решение за да би може сите раководни структури потоа да на некој начин објективно, колку се може помалку субјективно одлучуваат за судбината на вработените, за нивните потреби, за нивните обврски и сето тоа. Колку дозволува една високо регулирана таква средина, да речеме, да биде човек автентичен во своето лидерство, односно да си ги задржи своите лидерски принципи, дали тоа е во плусоди или во минус, или пак некои, да речеме, лидери не сакаат толку регулирана средина за да можат поголема моќ на одлучување да имаат. Кое е твоето чувство во, да речем, нашиве услови во македонските компании? Тука има повеќе прашања нели во едно и е само ова прашање може да биде цела дебата, нели? Пропишување на односите во компанијата се разбира дека е добро. Јас сум на мислење дека се што си утврдил дека можеш да го кодифицираш во компанијата како начин на функционирање, дека така и треба да направиш. Бидејќи со тоа ќе овозможиш на другите веднаш да ја имаат одлуката без да мора да одлучуваш во секој момент, доколку можеш да ги предвидиш сите тие ситуации. За работите кои што не можеш да ги предвидиш, или ќе одлучуваш повторно на некаков состанок, одбор или друг начин на одлучување, или ќе најдеш принципи или вредности кои што ќе ги водат луѓето во одлучувањето.
Автентичноста според мене е прво наоѓање пат низ правилата, бидејќи не сите правила, тоест ни едно од правилата не може да те доведе до крајниот резултат 100%. Значи пак како човек мора да го истераш тоа, инаку е комплетно нешто што може комплетно да се автоматизира. Така. Ке пропишеме правила, тогаш ќе го ставиме во код и тоа е. Имав еден колега кој што вика се уште вели, секој закон што се воведува треба да има услов да може да се направи во програмски код. Доколку не може да се направи во програмски код, тогаш не може. И тоа ми се допаѓа како идеја, како идеја, меѓутоа не можеш да ги предвидиш сите можни ситуации кои што тој правилник, правило, методологија, што и да е, ќе се соочи во иднина, со кој што ќе се соочи во иднина. Значи, мислам дека автентичноста на еден лидер, менаџер вработен, е во наоѓањето пат низ тие правила за да се стигне до одредена крајна цел кон која што сите одиме, која што ја определил лидерскиот тим или компанијата. И тука мислам дека во секое правило има многу простор. Јас лично, како што реков, мислам дека треба многу работи да се кодифицираат, но ова доаѓа и сметководителот и ревизорот во мене, верувам дека треба да се постават принципи за одлучување. За сите работи за кои што во моментот немаш предвидено постапка, да имаш принципи по кои што ќе одлучиш. На што треба да размислиш. И после, кога ќе го имаме ова, да речеме, овој систем на терен поставен, што ќе направи разликата од добар и лош лидер? Како рече во сообраќајот. Да. Лидер, прво, лидер е некој кој што има следбеници и сите заедно одат во иста цел. Сега добар и лош лидер е дали одат кон добра цел или одат кон лоша цел. Дали бродот оди кон Санта Лед или оди кон туристичка дестинација. Верувам дека добар лидер, целта на добар лидер е да направи, да постигне напредок, да постигне подобрување, да постигне некој резултат кој што ќе придонесе кон компанијата, општеството, економијата во која што работи. Дури би се дрзнал да кажам начинот на кој што стигаме до тоа, повторно пазејќи на правила, култура, принципи, и не е толку важен се додека постигнеме нешто што е има повисока цела, ајде да кажеме, да исполнеме. Ми се допадна кога зборувавме на темава, кога го спореди со сообраќајот. Во сообраќајот со правилата. Баш така е некако. Така е. Во сообраќајот сите имаме исти правила. Меѓутоа имаме добри возачи и лоши возачи. Така е. И сега дали е 60 ограничувањето и сите возиме до 60, меѓутоа различно возиме до 60, ни дава така, правилото е поприлично стриктно и поприлично дефинирано. 60 ограничувањето. Некој може да реши да вози 20 брза лента, што исто не е добро. Така да точно. Сите да ги ограничиме на 60 и колите да ги ограничиме на 60, пак ќе има добар возач и лош возач. Тука е важно, ми се чини, да се запази една работа, тоа се вредностите на кои се базира компанијата. Значи, ти имаш правила определени од тука до овде, и имаш простор во кој ќе си ги покажеш вредностите кои, ако се во конфликт со вредностите на компанијата, е проблем. Точно. И дури ако не се во спротивност со вредностите, меѓутоа се во спротивност со common sense во однос на луѓето, ќе ги изгубиш луѓето. Значи еден човек може да биде на позиција и луѓето да работат за него со ќејф или да работат со мрчење. И во првиот случај ќе постигне многу повеќе резултати, во вториот случај тоа самото ќе се орони, да кажеме. Да. Затоа лично верувам дека транспарентноста во носењето на одлуки, отвореноста во носењето на одлуки и помага да ги добиеш мислењата од околината. Тоа го прави процесот потежок и подолг на носење одлука, бидејќи се собираат повеќе мислења, повеќе знаење, ајде да кажеме. Меѓутоа со самото тоа што имаш повеќе знаење, можеби ќе стигнеш до сосема друга одлука од тоа што би стигнал без никаква транспарентност во едно прашање вака за развојот на лидерите. Практично многу често кога ќе се постави лидер, имаме ситуација или сваќа дека е на нова позиција, значи унапреден или избран или назначен, и треба да се отвори кон многу учење,
Или имаме ситуација кога вика сега сум назначен, сега сум менаџер лидер, ме гледаат како одговорен, сега не смеам да покажам дека имам незнаење одредено и ги прикрива незнаењата, односно дури може да биде ситуација, јас сум менаџер и јас сега сум совршен, односно знам се и не смеам да покажам дека не знам. Нормално дека кај тебе е ситуацијата на развој континуиран и затоа сме и блиску нели во ставовите, но колку гледаш едниот и другиот став на лидерите кога ќе се назначат дека едни се затвараат да покажат слабост, зашто ти практично кога учиш велиш нешто не знам. Треба да се отворам да научам. И тука е прашањето дали сме до кај сме со културата на нашите менаџери тука. Тука ќе бидам искрен и ќе признавам, многу е тешко да признаеш дека не знаеш. А треба да водиш одреден тим. Едноставно човечки е, нели, да треба тоа да се отвориш како личност и да го признаеш тоа, ајде. Меѓутоа е многу важно заради тоа што воспротивно ќе почнеш да создаваш своји одлуки кои што не се на база на знаење и не се на база на искуство, туку се на база на некои замислени концепти. Можеби ќе научиш нешто по пат. Меѓутоа од почеток не можеш да научиш. Јас лично имав искуство на менување на две индустрии, односно 3 индустрии вкупно, и јас го немав тој луксус да кажам знам, бидејќи по кој основ би знаел. Така да по основ дека си менаџер, и јас сум го видела и тоа, дека и од една индустрија и од друга земја и од друг систем доаѓа и сега мора се да знае. Таков му е ставот. За да не покаже слабост дека може или па грешка ако ќе направи. Добро, сега тоа е баланс. Што знам, што не знам, нели? Некои работи знам дека функционираат и може да се случи. И јас сум се соочувал во новиве индустрии, во двете нови индустрии во кои што сум влегол. Сум се соочувал со ова така се прави во оваа индустрија. Да. Зошто? И се соочуваш со некое правило на индустријата кое што е само заради тоа што е во индустријата, дури е влезено и како културна вредност, ова така функционира. Да. Нема потреба така да. Затоа е интересно кога се мешат индустрии. Да, ти како аутсайдер можеш слободно да кажеш а зошто? Знаеш, некој однатре има нема таков како се вика, нема таква позиција. Меѓутоа ова што кажа ти Христина, знаеш, некој доаѓа и вика јас сега све знам, тој не треба да е менаџер. Значи, тој е на погрешно место. И обично тоа брзо се ако он мисли дека све знае, а не знае, најчесто ќе почне да носи погрешни одлуки. Во суштина поентата ми е дека ти кога менуваш или се назначен на некоја нова позиција, ти апсолутно не можеш се да знаеш, затоа што контекстуално е. Значи, баш тамо каде што си, ти треба еден период да ги осознаеш различните аспекти на контекстот во кој што си. Ти може си полн со знаење, но за да го употребиш, ти треба да знаеш како функционира системот во кој си влегол. Но сепак тој став, дали јас практично смеам или не смеам да покажам до кај сум со моето знаење, мислам дека е се уште прашање, јас го согледувам вака во низ работењето и секогаш им ја поставуваме, мислам едно прашање поставуваме на менаџерите, на лидерите, дали си ти лидерот кој би го следал? На некој начин едно здраво прашање со кое што се проверувам и од аспект на мојот развој, јас сега што можам да им понудам на моите луѓе и дали би сакал некој со овие квалитети и вредности и знаења да ме води мене. И си го поставуваш ли ти ова прашање, например, има ли кај тебе таква интроспекција во однос на твојот лидерски стил и вредности, каде одиш? Верувам дека секој добар лидер треба тоа прашање секое утро да се го поставува. Нели, дали одлуките кои што ги направи вчера или ќе ги направам денеска, би ги следал доколку некој друг ги направи. Тоа мислам дека е нели концепт на себе испрашување со кој што се подобруваш. Сега да не претераме и во тој смер секоја одлука да си ја нели да си ја распрашувам, но сакам да верувам дека дека би се следал. Од друга страна, по принцип на објективност, јас не можам да кажам ништо за тоа. Али инаку да се навратам, извини, на знам, не знам, дали знам се или не знам се. Лидер кој што знае се, условно кажано, или одлучува за многу голем дел од работите, се ограничува. Бидејќи, за да тогаш сите под
условно кажано, под тој лидер не се следбеници, туку се изработуваат веќе донесени одлуки. И тоа те ограничува на одредено ниво, одреден број на одлуки и работи кои што ти самиот можеш да ги извршиш или да ги одлучиш и луѓето под тебе да ги спроведат. А лидер кој што не знае се ги води луѓето самите да носат одлуки кон одредена цел. И тоа е веќе многу по scalable на англиски концепт. Мислам, ова е голема тема, знаеш, Да. например, имаш голема разлика меѓу тоа дали носиш стратешка одлука или оперативна одлука. Точно. Значи, за одредени работи не мора ти се да знаеш, че имаш луѓе што се subject matter experts, нив ќе ги прашаш, не? Меѓутоа за некоја стратешка одлука мора да познаваш индустријата за која носиш стратешка одлука. Не можеш само да донесеш стратешка одлука врз основа на нечие мислење. Мора да имаш и ти свое мислење, дефинитивно, знаеш. И тука стално има еден диригент, мислам дека се викаше Бенџамин Зандер, и тој е и мотивацијски говорник. И он вика јас, знаеш, диригирам, вика, и во еден момент сватив, ја уствари не произведувам звук. Исто и со менаџер лидер, он не мора све да знае и све да сработи, само треба да знае да ги насочи луѓето од нив да извади да го извади максимумот. И тука многу често се кршат луѓето. Тие што се супер индивидуал контрибутори ги ставаме на менаџерски позиција, ама не секој сака да биде менаџер. Он треба онда ви hands off малце и да им даде на луѓето да работат, он да ги насочува. Тоа е тежок чекор за правење. Една од така добрите интересни метафори или лекции за кој треба да биде лидер е со прстите на раката. И често ја спомнуваме, тоа поддижес методологијата, вели кој прст на раката е всушност лидерот. И сега тука има различни мислења, нели? Направи го овој прст. Да речеме некои други прсти имаме во игра со различни символики. Меѓутоа, кој би бил главната порака од ова? Практично палецот ги конектира сите прсти да направат, да извршат некоја дејност. Значи, тој може со секој од овие различни да функционира и нешто да направи. Исто така палецот ја прави, нели, тупаницата, односно го прави силен тимот, го обединува тимот. Овие двајца не можат да направат ништо заедно и затоа не се на лидерска позиција. Исто ни овие двајца не можат да сработат ништо. Многу интересно е. Да, баш добра символика. Да, добра символика дека едноставно со едноставни работи можеме да објасниме кој е улогата на лидерот, дека тој треба да ги разбере потребите на другите околу него во тимот, да ги види развојните потреби и таленти, нели, да ги препознае и да ги состави во една заедничка, нели, визија или цели на тимот. Тука сакав да прашам практично колку се отворени лидерите или колку и вие како компанија сте отворени да го слушнете искуството на вработените, за да ја створите целата слика што треба понатаму да бидат развојни проекти. Ако на индивидуално ниво треба да имаш интроспекција и некој фидбек од тие околу тебе, на организацијско ниво треба да се скенира на некој начин искуството на вработените. Го правите ли тоа и како гледаш на оваа потреба? Да, го правиме редовно. На годишно ниво, нормално не можеме да ги преоптеретиме вработените да бараме само фидбек цело време, само да прават фидбек. Повратна информација, како и во секој друг човечки однос, е страшно битна, доколку не прашаш, нели, дали нешто фали во тој однос, тогаш и обично нема да ја добиеш информацијата, се додека не му пукне на некој. Ако ќе му пукне, најверојатно е веќе доста. Така да, ние го правиме тоа редовно, го правиме на групацијско ниво, истите принципи ги имаме во Триглав и на база на тие повратни информации, односно анализи, и добиваме слика што треба да промениме во односот со вработените, колку вработените се информирани за стратегијата, општо колку се информирани за своите секојдневни работни обврски, како оди комуникацијата помеѓу менаџерскиот тим и вработените. И верувам дека е тоа многу важна пракса. Без таа пракса, мислам дека не може да се води барем доволно голем тим. Значи може да се води мал тим без структуриран фидбек, бидејќи сме цело време во комуникација, но кога се работи за голем број на вработени, мора да има структуриран фидбек.
Од друга страна, не можеме да се потпреме само на тоа, заради тоа што едно е луѓето што ќе ти кажат во прашалник или во пишани одговори, а друго е луѓето како се однесуваат на терен, на работното место, само еден инпут. Да. Така да втората работа која што се мери е резултатите од работењето и постигнувањата на вработените кои што ни даваат индикација дали некој е ангажиран или не е ангажиран, или ангажираност мериме на вработените, дали е ангажиран или не е ангажиран, тоа не се мери само од одговорите, туку се мери и од резултатот на вработените. Значи, лидерството всушност треба да наградува, не да биде фокус на тоа што ќе наградува. Што според тебе треба да биде фокус на едно здраво лидерство да се наградува работната средина за да се стимулира продуктивност? Каде се става фокусот? Прво би додефинирал можеби наградување, за да не се разбере погрешно барем во мојот концепт, значи кога збориме за награда не збориме само за финансиска награда, туку зборуваме и за пофалба, зборуваме за напредување, подобрување на кариерниот развој. И презентирање на одредени резултати и слично. Значи не зборуваме само за финансиско наградување. Верувам дека како и кај деца, да кажеме, секое однесување кое што ќе го наградиш на некој начин, сакаш да го мотивираш, сакаш да го повториш. Баш така. Значи, според мене треба да се наградуваат оние однесувања, односно оние начини на работа кои што ќе не донесат како компанија, како организација, како институција до поблиску до нашата цел. Конкретни знаења, конкретни активности. Значи, јас прво би се фокусирал на одлуки и работа базирани на знаење и познавање, без технички, премногу импровизација. Во тој контекст. Експертски, со структуриран начин на размислување, структуриран начин на носење на одлука, со амбициозност, јас би додал и амбициозност, значи нешто само да завршиш и нешто да го завршиш малку повеќе од тоа што е барано за да придонесеш дополнително, верувам дека е важно однесување кое што треба да се награди и така натаму има многу важна иницијатива исто, знаеш, едно е ти имаш понекогаш луѓе дај им задача, супер ќе завршат работа и кога ќе завршат работа застануваат. Да. А имаш луѓе кои што и да нема некоја задача ќе си најде работа, знаеш, таквите на пример се сега треба да ја гледаме и друга, и таа друга страна, значи наградување, ајде да мотивираме, нели морковот и стапот, сега нема да збориме за стап, меѓутоа треба да ги мотивираме сите однесувања кои што се позитивни, но од друга страна треба да бидеме искрени и отворени за однесувањата кои што се негативни. И да се вратиме на она на почеток што зборувавме за односи вработен компанија. Тој договорен однос значи и поголема отвореност на вработениот кон директен фидбек. Океј, ние се договоривме, меѓутоа ти не го носиш, не го исполнуваш тоа што е договорено и тоа треба да биде искрен и отворен фидбек и од страна на компанијата. На почетокот загаднавме малце околу тоа технологијата како ги менува работите. Како ја гледаш ти сега, значи тренд на дигитализација, автоматизација на работата, како да се согласи со сегашниот workforce и како тој ќе се трансформира во иднина. Значи тоа е едно прашање. Значи автоматизација и дигитализација треба да донесе поголема продуктивност во суштина, така. Од една страна, од друга страна ти имаш вработени што си градел со години и треба да се направи сега некоја, како да кажам, варијанта во која она лојалност од двете страни ќе остане. Дали е тоа предизвик со кој се соочувате? Да, мислам дека е предизвик за сите на глобално ниво. Со тоа што промената станува се побрза и побрза некако, нели? Artificial intelligence е буквално на неколку месеци гледаме модел кој што е значајно поразвиен од претходниот, односно е веќе многу поблиску до човек во начинот на не би рекол размислување се уште, пак има огромни компјутерски модели позади, меѓутоа во начинот на одговарање на прашање. Верувам дека многу работни места ќе ги снема,
од друга страна многу работни места и ќе се појават. И тракторот има автоматизирано многу работи, па не сме човек изгубиле Има, да, има, сме, да. сме Е добиле така. продуктивност. Таа продуктивност ќе значи потреба за менување на вештините кои што луѓето ги имаат. Да, сме граделе луѓе со години и по правило тие луѓе кои што се граделе и се развивале со години, многу тешко ќе ги замени некаква вештачка интелигенција. Односно нема да ги замени. Само некои вештини ќе треба да ги променат и подобрат за да ја користат подобро таа да ја не само вештачка интелигенција, значи сите дигитални алатки да ги користат за поголема продуктивност. Драго ми е да чуем дека кај нас има такво размислување, многу луѓе се плашат буквално дека знаеш тоа ќе биде нешто што ќе не остави без работа, не е така. Значи може само да ти биде алатка во твојата работа да бидеш поефикасен. Добро, меѓутоа, види, во таа промена со дигитализација и автоматизација, еве да речеме да земеме осигурителна компанија, вие сте доста регулирани. Од една страна, многу иницијативи за промени од вработените за одредени работи кои се регулирани, не можат да дојдат на виделина. Од друга страна, барате развој од вработените, значи вие треба да понудите развојни проекти паралелно кои што ќе ги развиваат овие нови вештини, нови можности за иновативност кај вработените. Како се случува тоа за да не се одвоите едни од други, на некој начин да ја креирате заедно еднината? Тука ќе направам една споредба помеѓу инвенција, односно пронајдок и иновација. Пронајдоци постојат многу повеќе, инвенции постојат многу повеќе од иновации. Иновација е примена на пронајдокот. Тука не пречи регулираноста на индустријата. Сега, да, како регулирана индустрија, значи дека процесот на стигање до нешто ново е многу подолг и е многу потежок, не до нешто ново, односно до нешто што е пласирано на пазарот. Тој процес е многу по-комплициран, многу по-комплексен. Од друга страна е многу по-структуриран и значи дека многу повеќе од одлуките кои што се потребни да се направат или пропишувањата на одредена услуга, производ, начин на работа се размислени пред тоа да се доведе на пазарот. Така да кога ќе се донесе нешто на пазарот, е веќе многу сериозно осмислено, контролирано, проверено и заради тоа како регулирана индустрија сме поспори, како и секоја регулирана индустрија. Секоја нерегулирана индустрија од друга, односно помалку нема нерегулирана индустрија. Секогаш можности постојат да бидат вклучени луѓето во развојни проекти. Тоа е и се внимава на тоа. Има долгорочни развојни проекти, долгорочни цели, има пократкорочни проекти и цели во кои што се вклучуваат што е можно повеќе луѓе. Војдан, јас и ти пред години се запознавме преку конекцијата со економскиот факултет Лјубљана, јас таму магистрирав, ти таму и заврши, дипломираше и подолго време живееше во Лјубљана. И често зборуваме за тоа што е разликата во нашата земја, како да речам, не на индивидуално ниво. На индивидуално ниво имаме ситуации кои тука имаме по-светли примери од Словенија, на колективно ниво, таму некако одат работите поинаку. Можеш ли да ни кажеш кои се твоите, сме ги разговарале, односно имавме интересна дебата, согледување што е тоа различно во развојните земји, кое што не достига на нас тука, или кај се разликуваме зашто таму одат одлуките, прогресот, развојот со едно друго темпо, а кај нас се сочуваме со многу, да речам, незавршени, неодговорени, неразрешени работи кои што се таложат некако во нашево општество, во нашава држава. Да, прво држави сме, нели, и многу комплексни системи во кои што многу сили играат улога и верувам дека нема еден точен одговор како работите треба да се различни за да функционираме на различен начин. Не мислев за политичко-географски, за некој како менталитет, за тоа зборувам. Како начин на функционирање. Верувам дека индивидуалните капацитети кај нас се на сосема еднакво ниво како и во сите други како и во сите развиени земји. Како и во сите неразвиени, така и во сите развиени земји. Не верувам во значајни разлики помеѓу индивидуалните капацитети на луѓето каде било на планетава, односно верувам дека постојат. Од друга страна, капацитетот како колектив е значајно различен и тоа е она што не носи, нели, до развиена економија, развиена компанија, развиена земја
и неразвиена економија компанија земја. Тука има многу историски фактори кои што не довеле нели до начинот на одлучување, потоа остатоците нели во начините на размислување, меѓутоа една голема работа која што ајде да кажеме ја имам забележано во споредба помеѓу Македонија и Словенија, веќе ги земам како пример. Верувам дека во Македонија при носењето на колективни одлуки не се водиме како што тоа се прави во Словенија. Односно, во Словенија верувам дека има многу поголема дискусија и разговор за секој проблем со кој што ќе се соочи колективот, односно државата или компанијата или организација или која и да е единка која што одлучува. Побрзо се соочува со проблемот. Побрзо се соочува со проблемот и поотворено се соочува со проблемот. Значи нема заскривање на проблем, туку окей, еве проблем, ајде за тој проблем отворено да дискутираме и да стигнеме до решение и стратегија како ќе го надминеме тој проблем. Дали ова би значило дека нивото на толеранција на неприфатливи, нерегулирани, да речем проблематични нешта побрзо излегуваат за решавање? Тоа е вториот дел во разликата, Првиот дел во разликата е како ги решаваме проблемите, односно дека седнуваме, дискутираме за нив и решаваме да ги решиме, односно стигаме до некаква стратегија како да и дискусија, меѓутоа и решение, ајде почнуваме со решавање на проблемот. Понатаму ќе има пивотирање, ќе има менување. Тоа е првиот дел од приказната. Како решаваме проблеми? Вториот дел од приказната, толеранцијата што ја спомна е што е проблем. И верувам дека нивото на толеранција кај нас е веќе толку повисоко што скоро ништо не дефинираме проблем, бидејќи се имаме видено како проблем. А таму едноставно работите се подигаат како проблеми многу порано. Што ќе рече, ние си патиме од принципот, аве нема проблем. Аве нема проблем. Реално тоа е нашиот проблем. Како беше на похридски, тоа е. На конформизмот. Чим чујам нема проблем, углавном знам дека има проблем. Знаеш? Така да. Сакаме да намалиме големината на проблемот, односно тука би се надоврзала точно на тебе, ние го правевме овој разговор дека ние во Македонија ќе ги наталожиме многу проблеми кои што ги прифатиме, нерегулирани работи или неправилности, да речеме и во работна средина, во општеството исто и толку многу ќе ни дојдат тие некаде ќе не потопат, да речем, што после тоа една капка или еден голем повторно проблем или помал, но не повеќе значаен од сите други кои сме ги толерирале, ќе ни ја извлече целата негативна енергија, ќе се фокусираме на тој и ќе го најдеме првото емоционално решение или ќе се потрудиме нешто да направиме, ама некако цела таа дискусија на време, на превентива не достига некако и тоа мислам дека се уште во компаниите многу се оди на гасење на пожари. Значи и во општеството, значи превентива, порано да излезат од да речам од толеранција пониска проблемите за да можеме да им влеземе во по-стручни дискусии, што велиш експертизи и се за да може да се дојдат до некои соодветни решенија. И колку лидерството тука уствари има улога, да речеме да се менува овој менталитет, можеме ли да направиме некој прогрес, како го прогнозираш овој дел во развојот на лидерството во нашава земја? Прво мислам дека гасење пожари секаде во сите компании цело време гасат пожари и во развиениот свет, значи тоа има нели работите кои што ги пропишале и ги средиле им отвараат нова работа на други полиња, нова неизвестност на други полиња во која што мораат да гасат пожари. Значи како е некако сизифова борба, цело време се обидуваш да создадеш некоја предвидливост во работењето и цело време ти се случуваат непредвидливи работи кои што ќе те мрднат од комфорот и мора да го изгасиш тој пожар. Заради тоа и не верувам дека автоматизација целосно ќе ги земе работните места, едноставно не можеме се да предвидиме. Но улогата на лидерот тука е прво да немаме по мене дисконтирање на проблеми. Нормално има поголеми приоритети и помали приоритети, меѓутоа доколку ништо не гледаме како проблем и се е во ред, тогаш се залажуваме. Дури и се да е во ред и супер да функционираме, можеби во моментов на пазарот ни е одлично, меѓутоа постојат некои ризици, некои сили кои што може да се
вклучат и да ти ја поместат таа позиција. Така да според Будност мене треба да лидер секогаш треба никогаш не треба да биде удобен. Никогаш не треба да му биде удобен, Така, да. комфорен. И тоа значи секогаш затворање нели на одредени дупчиња во функционирањето на системот. Неважно колку мали може да се перцепираат тие. Тука спомна една работа, комфортна зона веројатно, и тука еден пивот малце би направил што може биде интересен. Нели стално зборуваме за тоа дека за да се постигнат некои резултати, најчесто луѓето мора да излезат од својата комфортна зона. За тебе не треба да прашам дали си излегувал, пошто ти викаш 3 индустрии имаш смер за нели. Да. Така да ти си излегувал од твојата комфортна зона. Сега, прашањето е прво како доаѓаш до тоа да се решиш да излезеш од комфортната зона и какво е чувството? И нели застрашувачки од една страна, бидејќи влегуваш во нешто сосема ново, меѓутоа за мене и предизвикувачки, нешто што ме мотивира, што ми ја буди амбицијата, ајде да кажеме. Трите индустрии во кои што сега сум во третата, во осигурување, претходно бев во пензиски друштва, претходно бев во сметководство, ревизија, професионални услуги, кои што се исто доста широки како услужна дејност. Сите се базирани на некои основни знаења кои што сум ги развивал во текот на кариерата, значи имаат една заедничка нишка, не сум легол во нешто сосема ново. Не си легол во ентертеймент, да речем. Но не сум легол во ентертеймент. Но од друга страна секоја донела нешто ново. Мене ми беше предизвик прво да заминам од семејна компанија, од моја семејна компанија, за да се лично да се пробам во некој друг свет, во некое корпоративно искуство, каде што прво нема да имам лично толку големо влијание, бидејќи во голема корпорација, кој да е, дури главата на корпорацијата едноставно нема релативно толкаво влијание колку што можеш да имаш во мала компанија. И второ, заради тоа што ми беше понудена можност да изградам нешто ново во рамки на корпорацијата. И трето, зашто бев мотивиран да излезам од комфорт зоната, затоа што верував дека тоа нешто ново може да се изгради со тим кој што ќе го најдеме тука на пазарот. И со тоа не се Веруваше излажав. во идејата. Да, верував во идејата, значи не било тоа некоја кој знае. Мислам, не била некоја иновативна идеја, зборуваме за пазар на пензиски осигурувања. Меѓутоа е градење на нова компанија од нула, кога некаков стартап во рамки на регулирана индустрија. Тука би сакала да спомнам дека комфорот обично го нарекуваме и статус кво, одржување на статус кво. И практично статус кво не постои. И колку и да велиме ние дека се гасат пожари, нема време за развојни планови, апсолутно мора да најдеме време за развојни планови, уствари да го и тоа гасење на пожари е некој утврден начин на реагирање, стратегија, и ние треба да ја гледаме како комфор. Не значи дека комфор значи да задржиш ист начин на работа. И за да излезеш од комфор, односно да го предизвикаш статус квото, бидејќи ако не го предизвикаш статус квото, значи немаш план за развој, тогаш по дефолт ти се уназадуваш. Затоа што со истата таа стратегија не можеш на долг рок да бидеш нити одржлив, нити конкурентен. И затоа мораме некако да го најдеме тој баланс помеѓу оперативата, каде што апсолутно менаџерите се тука да ги изгасат огновите, да предвидат меѓутоа и стратегијата каде што мора да излегуваме од тоа статус кво и да бараме нови начини на работа кои што ќе ни обезбедат иднината. Се доека збориш падна на памет нешто. Only change is constant. Да, точно. Ако немаш план за развој, ти идеш назад. Многу интересно, гледа. Комфорот не треба да се демонизира, лошо е комфорт. Секој од нас сака да му е комфортно, човече, мислам да не се лажеме, така? Значи, не е тоа ништо лошо, меѓутоа најше интересно. Има луѓе што се чувствуваат комфортно во промената. За нив тоа е комфорт. Точно. И тоа е driving force напред. Тоа е многу интересно, да. Така да тој што излегува од комфортна зона, уствари не излегува толку многу од комфортна зона. Реално тоа е свој на своето. Да. Некако природно му е да прави нонстоп да прави промени. Интересно, да. И по мене, барем мој личен заклучок е дека тоа е лидер.
Лидер мора да носи промена со себе, мора да носи развој и напредок. Не може да води брод во ист смер цело време што исто се движи. Во еден заедно сме во таа една иницијатива за покренување на едно помасовно движење во нашата земја, македонските компании да бидат одлично место за работа и живот. И практично таа една сертификација со која што на компаниите им нудиме можност да влезат во таа една диагностика што се вика Quintaum, која е доста доверлив процес, и при тоа да ги согледаат состојбите од искуството на нивните вработени, доколку излезат од, да речам, таа некоја просечност или да нема некои негативни токсични ситуации, ќе добијат и сертификат, доколку не добиваат насоки, односно резултатите кои што ќе ги добијат се извонредни за да направат стратегии за подобрување. Колку мислиш дека им е потребно ова? Јас знам што мислиш, бидејќи сме во тоа заедно со Македонско-словенечкиот бизнис клуб, Словенечката амбасада, со 3 од 4 македонски стопански комори, некои исто асоцијации како е-бизнис, Македонската асоциација за искуство на клиенти вработени и така натака. Значи, меѓутоа може ли малку за пошироката јавност, зошто е добро компаниите да влезат во ваков некој процес за да можат да да заедно направат бенчмарк за тоа што се стандарди за работно место кое што е одлично по македонски услови. Да, како што спомнав пред неколку минути кога разговаравме за фидбек, мислам дека е многу важно да на структуриран начин добиеш информација за тоа што ти се случува во компанијата, односно кај вработените. Методологијата, Quintaum, методологијата е многу соодветен начин тоа да се измери. Постои едно правило, тоа што не можеш да го мериш, не можеш ни да го менаџираш. Точно. Значи, мора да имаш некакви мерки, некои резултати кои што ќе ти дадат оцена на тоа дали тоа што го правиш е добро или не е добро. Во Македонија, барем мене колку што ми е познато, не постои некој бенчмарк со кој што би можеле да се споредиме. Јас сакам да мислам дека Триглав е компанија во која што вработените се чувствуваат одлично. Јас сакам да мислам. Фидбекот е тој што ќе ми каже дали се чувствуваат одлично или не се чувствуваат одлично. А тој фидбек сам по себе, ако го имам само за Триглав, може да ми значи нешто во рамки на групација. Меѓутоа, доколку немам бенчмарк на ниво на држава, нема да ми значи многу, бидејќи не знам кој е основното ниво на држава, односно дали сум подобар или полош од одличен фидбек ми даде прашањето и не знам, баш сега некако и завршуваме со подкастот и со едно прашање кое што сакам да ти го поставам во однос на тоа што за тебе уствари значи една порака до младите генерации, како може да се изградат како лидери, дали тука игра поголема улога едукација, менторство, да се влезе храбро во предизвици. Што е тоа што може да им биде од најголема корист за да станат навистина лидери, па ева и во корпоративен свет или во стартап или било каде кои се твоите искуства исто? Прво мислам дека е најважно да се најдеш себе си во лидерската позиција. Второ, лидерство не значи и позиција. Значи, лидер, директор, ајде да кажеме, може да биде лидер во својата компанија, во друга околина е следбеник. Така. Во во спорт, например. Тренирав ракомет порано, никогаш не сум бил лидер во. Така, имало други кои што биле лидери. Меѓутоа, да си ја најдете онаа нишка која што вас ве дефинира и во која што можете да се поставите во лидерска позиција. Секогаш ќе има конкуренција, секогаш ќе има луѓе од кои што ќе учите, луѓе со кои што ќе споделувате знаење на ваше рамниште, меѓутоа тие се исто така лидери, нели, кои што се нашле себе си во таа улога. Второ, реков, лидерството не е позиција и трето, мислам да дефинирате, односно да дефинираат кои се нивните начини на работа како лидер и кои се нивните принципи за работа како лидер кои што ќе ги водат. Бидејќи низ носењето на одлуки не можеш да луташ. Мора да си поставиш некои принципи со кои што знаеш дека утре ќе се согласиш, а некогаш треба брзо да одлучиш. Ти благодарам на вистина, ти благодарам Илијанчо и на тебе.
Благодарам ја тебе и на Војдан. И благодариме на вас кои не следевте и доколку ви се допаѓаме да се сабскрајбнете на нашиот канал и повторно да не следите во следните епизоди на Leadership, каде ќе имаме други исклучителни лидери личности кои имаат што да кажат и на тој начин да делуваме колку можеме повеќе да се расчистува дека модерното лидерство значи навистина една свесност, отвореност за развој и прифаќање на сите новини кои што ни ги нуди и позитивната психологија и се она што е потребно за работа со луѓе. Благодарам. Фала ви многу.